До крајот на септември годинава, ресорното министерство ќе излезе со формула за начинот на финансирање на општините со блок дотации. Во меѓувреме, интензивно работи посебна работна група за изготовка на споменатото решение, како општините да добијат владини пари, а во меѓувреме да не направат долгови. Ќе ги разгледаме кај биле предностите и слабостите на овој начин на финансирање досегашниот, да ги поправиме и дефинитивно начинот на распределба на блок дотациите да биде во задоволно ниво кон општините, за да не проследуваат после пак долгови на општините. Делегирање на нови ингеренции на општините не е процес на децентрализација, појасни министерот Фазлиу. Капацитетот за старт на втората фаза од децентрализацијата кај секоја општина е различен, но совнимателно треба да се спроведе во секој сегмент од работата на општината. Веќе имавме состанок во Министерството за култура, каде што се разговара за центрите за култура. Ние сме отворени, но тоа треба внимателно да го направиме, заради тоа што е многу важно на кој начин ќе ни бидат предадени, долговите да бидат расчистени. Од друга страна, многу е важно да блок дотациите кои што ќе ги добиеме за менаџирање со тие институции бидат доволни, за да можеме ние да работиме. Децентрализацијата стартуваше во 2005 година. Тогаш ингеренциите врз работата на дел од тогашните државни институции се префрлени во надлежност на општините. Заедничка е констатацијата на Министерството и општините дека овој процес мора со внимателност да се реализира за како билансот на општините не отиде во црвено.